Здраво! Добре дојдовте на YouTube каналот Македонско време. Ова е Ленски мост во Битола. Ленски мост во Битола во оваа форма, како железен мост, е изграден после Првата светска војна со материјали и парични средства од германските репарации во Првата светска војна, односно согласно Версајскиот договор од 1919 година. Германија како поразена држава беше обврзана да исплаќа репарации на земјите кои претрпеа штета од германските војни действија во Првата светска војна. Такви репарации доби Кралството Југославија. Битола во Првата светска војна беше многу разрушена, па Германија како поразена земја, согласно со споменатиот договор, беше врзана да плаќа репарации. На Кралството Југославија му беа дадени средства и пари од германска држава, согласно со капитулацијата на Германија, односно со Версајскиот договор. Така со репарациите од Германија, во Битола беа изградени 6 мостови, 6 железни мостови. Еден од тие мостови беше и овој денешен Ленски мост. Претходно мостот беше дрвен. Како дрвен мост, Ленски мост постоеше со векови. Од тие 6 железни мостови, кои беа изградени од германските репарации, денес во употреба се повеќето. Во некои историски извори се спомнуваат дека тоа биле 9 мостови, но фактички се изградиле само 6 железни мостови на реката Драгор во Битола. Ленски мост името го добило по тоа што до средината на 20 век на мостот и околу мостот се продавал лен. Ленот во тоа време бил доста употребуван од населението. Затоа мостот го добил името Ленски мост, затоа што тука фактички постоел пазар на лен. Битола во Првата светска војна била доста разрушена, затоа што на неколку наврати преминувала во рацете на едната и другата страна. Односно на страната на Антантата и на страната на централните сили. Централните сили кои ги сочинувале Австро-Унгарија, Германија и Бугарија. Бугарија била многу заинтересирана во нејзината држава да влегува и Битола, како и Охрид, Скопје. Тие, кога ја изгубиле Битола во Првата светска војна, кога се уште војната не била завршена, за повторно да освојат
му биле потребни големи војни средства, тешка артилерија. За таа намера тие изградили пруга со тесен колосек од селото Алинси преку Демирхиса до селото Кажани. Така, по таа пруга во Кажани биле донесени големи војни средства, тешка артилерија. Битола била нападната и повторно освоена од бугарската и германската војска. Битола претрпела огромни разорувања. Така со Версајскиот договор му биле дадени парични и материјални средства на кралството на србите, хрватите и словенците, односно кралство Југославија. Најголеми средства се искористиле за обнова на објектот во кој денес функционира гимназијата Јосип Броз Тито, која во Првата светска војна била многу разрушена. Значи, овој мост, железен мост, Ленски мост, како таков, е изграден после Првата светска војна со германските репарации. Како што реков претходно, ова бил дрвен мост. Денес е недела 15 јуни 2025 година. Околу Планне. Како што реков, недела и трговските дуќани се затворени. До пред германските репарации, мостовите на реката Драгор биле дрвени. Нема податоци дали постои камен мост. Освен податоци за легендарниот камен мост на Курделес, на Широк сокол. Поздрав од Битола. Ви посакуваме пријатни моменти со видеата на YouTube каналот Македонско време.